ми купат капут. Овој капут ми го позајми една пријателка на мајка ми. Од работа, бил од нејзиниот син. Мајка ми кога ми го обрече овој капут, ми кажа дека многу убаво ми стои, дека ми довикува. Но јас гледам дека ми е кус, дека ми е тесен и дека ми студи. Мора така да биде ја. Така треба да биде. Со оваа емотивна изведба на драмски текст како краток извадок од романот Зелениот капут започна една поинаква промоција на истоимениот роман, дело на писателката Славица Дабеска-Кироска. Станува збор за една тетовска приказна преку која писателката ги оживува обичаите и карактерите на своите сограѓани. Интимната драма на секој човек, а нарочито на чувствителната, е жителот. Зошто? Зошто? Тоа вечно прашање, најчесто од сите нас се препознава во сферата на љубовта. Зошто? Имајте љубов. Зелениот капут е пример за истрен човечки живот и покрај низата животни проблематични текови. Во својава книжевна активност се обидувам да допрам и да се вклучам во литературата, но само се обидувам. Феномен на книжевните автори е да се доближат до стварноста на животот колку е тоа можно. Да се препознаеме во човечкиот живот, во човечноста и да се огледаме како човек во човека. Силни емоции се издлабени на вкупно 380 страни. Секоја од нив зборува за случувањата од познатиот Даиловски сокак во Тетово. Насловот Зелениот капут пак е можеби најемотивниот дел во романот. За него зборуваше познатиот писател Јован Дамјановски во улога на промотор на делото. Основна ознака на романот е судбината на младите луѓе кои пред повеќе од 3 децении градеа своје животно гнездо во незиното наше Тетово. Таа впечатливо раскажува за меѓузависноста на драматичните, психолошките и емотивните проблеми на луѓето кои незабележливо минуваат низ времето живот. Приказната е за комните спомени од детството заради состатот живот. Незината творечка возбуда е врзана кон книжевното любопитство да се вклучи во литературниот феномен, да се оствари допир до реалноста на животот, со што се овозможува и насиско препознавање. Кога музиката е во комбинација со убавиот пишан збор, убавата атмосфера ја чувствува секој гостин. Така беше и на синоќешната промоција. За овој дел се погрижија женското трио Шербет, професорот Ираклис Георгијадис и Горан Фимиќ. Зелениот капут е четврто дело на Славица Дабеска-Кироска, а најавува и втор дел на романот. Инаку, промоцијата беше во рамки на одбележувањето на 25 годишниот јубилеј на Сдруженијето на Срби и Македонци.
должна сум го наградати на звоната од мојот